Македонскиот народ повеќе сака да штеди отколку да се задолжува. Тоа го покажувале податоците на Народната банка на Македонија. Прво, не постои народ кој не сака да штеди помалку или повеќе. Второ, за да се штеди, треба да има плата или пензија, кои ги покриваат животните трошоци и ќе преостане нешто за да се тргне на страна. За наши прилики, ваквата формулација на штедливите македонски граѓани е своевидно подбивање, бидејќи истите не можат да врзат крај со крај, а камоли да штедат. До душа има еден помал процент кои штедат и тоа милионски суми, ама тоа не е мнозинството од граѓаните и не од платите. Приказната вели, македонските домаќинства на сметка во банка на крајот на минатата година имале вкупно 5670 милиарди евра. Во исто време, граѓаните од банките имаат земено кредити на сума од 3,73 милиарди евра. Тоа значи дека граѓаните многу помалку им должат на банките, отколку што таму чуваат своји заштеди. Колку повеќе македонецот е склон кон штедење, отколку кон задолжување, на некој начин зборува податокот дека во текот на 2023 година домаќинствата во земјава оставиле во банки нови штедни влогови од 418 милиони евра. Или, ако на крајот на декември 2022 година депозитите на домаќинствата изнесувале 5250 милиарди евра, на крајот на ланската година тие се на ниво од 5670 милиарда или повеќе од 418 милиони евра. Во целата игра на бројки нема анализата кој и колку од граѓаните штедат и колкови износи имаат во банките, бидејќи вака ќе излезе дека од сиромашната Македонија граѓаните се толку богати што имаат и за трошење и за штедење.